Чекай, ја и денеска водам. Ке си отидам таму. Но зашто бе да мора да пиjem, па шако е вино? Земам едно кафе. Така ви ќе направам. Земам едно кафе, ќе ја направам првата најава, после ќе се симнам, па ќе се тргнам на страна, нешто чај ќе се пијам, па ќе ми викнат, па јас сум таму на работа. Дојде тука кон Новар, шо ќе пиеш, да ме викам едно вино, ама како да земам црвено или бело? Зарекла се, свиња нема да еде гомна. Сара Кумановска, Аристотел ја има кажано. Така. Добре дојдовте, да ви кажам право, јас од Кавадарци сум бил многу пати. Ама не се сеќавам баш. Као низ магла ми е секој доаѓање у Кавадарци. Пошто знаете тој кавадарчанец доаѓа дома од работа и купил 6 флаши вино, 2 ракија, не знам што се изнакупил алкохол носи дома. Жена вика, што бе, косник имаме? Вика, не бе, зашто? Што си купил толку леп, бе, море? Знаете, у Кавадарци сме. Верувам дека до сега ќе поминат ние муабети, а точно знам што правите муабет. Здраво брат, здраво, како си? Здраво, драго ми е што те гледам. 2 години поминаве, чути бе, се вакцинираше? Да, се вакцинирам. И од тука почнува сега алгоритам, тригонометрија. Се вакцинирав, имам антитела, ја немам антитела, а вакциниран сум. Ама чекай, овој вакциниран се заразил. Не, чекай, ама он меѓу двете дози. Сега и бустер земам, бустер. Така да ви кажам, јас вчера сум вакциниран овде, денеска ќе земам втора доза, а утре бустер ќе направам и од понеделник, тоа е тоа. Ако сака некој нека дојде утре на втора доза. Дали само, дали има некој дојдено со сопруга тука денес, со жена му? Нема забава за тебе, дечка, мислам. Па не го пуштам маши, кај кидеш, и сега он вика, кидам на младо вино. Она жена, што слуша? Жена слуша само младо. Кај кидеш, кидам на младо. И ја ке дојде. Кај ке те пуште ти на младо. Така да, она стара добра жената е како виното, што е постара, тоа е поубава. Она многу смешната жената е како виното, што е постара, повеќе личи на буре. А јас морам да ви кажам дека тоа ништо не важи. Зашто? Па зашто ти во диско никак нема да побараш нешто постаро, ќе бараш нешто помладо. А овде нема да бараш помладо, нели во кафана бараш постаро вино. Така да све е контрадикторно. Но денеска сме на младо вино и ќе ви раскажам што точно значи младото вино. Значи еден нов почеток. Ова вино денеска ќе го пиеме младо крцкалче. Крцкалче, пубертет, само што го надмашило пубертетот. Исто има алкохол колку што треба да има, така да не се опуше дека млада е ке га оборуја, нема да га обориш. Инаку, еден аплауз кој молам за организаторот на овој баш 12 години поред овој фестивал на младото вино. Ова наистина голем напор за еден единствен пикмеш. Мојот дубок наклон, што би рекол мојот колега. Значи 12-та година поред овој фестивал ги слави убавите нешта во животот. Добро вино, храна, дружење, уживање. Во овој период од последното видување, винарска визба Тиквеш реализираше сериозни проекти што ќе го напредат квалитетот и пласманот на виното, како што е инвестицијата од околу, внимавајте добро, 3 милиони евро во обнова на лозови насади и за набавка на земјоделска механизација. И внимавајте, ова е за аплауз. Минатата година Тиквеш има освоено над 100 награди на меѓународни надпревари за вино. Од 105 фестивали на 100 има освоено. Па сега, колку повеќе? Успехот на оваа винарска визба Тиквеш е резултат на визијата остварена со стратешки вложувања во овој производствен процес, нова технологија, човечки ресурси, квалитет, како и во промоција на виното на странски пазари и напредување на винската култура во Македонија, за која што ќе ви раскажам во следното јавување. А за овие идни успеси повеќе од председателот на управниот одбор на Тиквеш, господинот Светозар Јаневски, кој што сега го поканувам на сцена да ви поздрави, да наздравим тој чаше, да го означи официјално овој ден за отворен. Повелете. Дали може на пажње навака баца, само ќе направите младите, знам кој е вакциниран, колку антитела има. Знам што правите точно, се знаете, каква гужва е денес.
Сега после 2 години прв пат ќе може да кажете бев вчера и гужва човече, што беше убаво. Тоше како се сменија работите, порано нели кидеш у кафана и викаш сега же таа кафана нема никој таму, што ти. А сега во време на пандемија, брат, вчера што бевме една кафана, никој немаше. Ја и кјонерот само, знаеш како сме си поминале? Многу убаво. Така да дека тоа е, вратите у тоа нормалното. Кластер Младо вино, да ме поздрав само една пат за самите вас. Значи, немојте многу да пиете. Кога пиеш, ти се фаќа јазикот и малку се боиш и вмуфнеш. Ако афрузнеш, му плюкаш поише на другиот. Значи, не му збори у лице, збори му на уво, корона од уво, помалце се факјало. Може малце запаление на уво да добие и не е нешто многу страшно. И кашла на уво, да видите. Така да, збори ми тихо на увце, пошто музиката е гласно денес. Само да ме предупредам, нешто многу битно, свртете се, нешто многу битно да ви сообщам. Ако може. Значи, Триглов вика вака, животот е еден, вози внимателно. Имам дека билбордот, и ме молам, возете внимателно. Тој што дошол со жена, нек си за договорат меѓу себе. Она ли ке пие, он ли ке пие. Углавном он ке пие, она ке го гази под маса, не ве полека, видно, со фаци правилно се се. Е така. И сакам да апелирам, дали има некој тука присутен од одговорните власти, да апелирам, бела Шкода Јети да не се дава да се користи во цивилни цели, освен на полиција. Не може на секоја Шкода Јети што ќе ја видам да ми прескака срце и да пијам бета блокери, диазепами и што и да е. Тоа е прво. И второ, го кажа ви пред неколку дена, овие што се геометар, геодет, што мери по улици, ако може да мери со метро, да не ми мери со тоа исто како радар, 3-4 пати имам подприумрено, ме враќале со, како се вика тоа, реанимација. Да кочам ја тука и искришам кочниците. И не знам. Уште нешто имам да прашам само. Дали вечерва, сакам да запознам, вчера запознав во ние што го газат грозието. Значи, виново денес што го пиеме е толку младо, уште мириса на нозете, што се газеме. И за тоа, уствари, се бара по-старо вино. Мирисот од нозете да се сузбие малце, разберете? Кој гази, дали утикваш се гази вино старано? Еве нека кажат од производството тук. Јас сакам да запознам друг. Оно што го пробува виното, тој е едно лок, дегустатор тој што. Да го видам тој колко е трезен човекот, ја да го видам. Па ја мислам дека например, ја тоа да го работам, па со лазење видам дома, со лазење. Ја да замислам тој човек да го пробува вино секој ден, цел ден. Мушички околу него летаат. Ја вчера пија во дека, сабеле знам, мушички летаат околу мене. Вински мушички, жена му од Сабанена, тоа му става винобран малце време. Не се скисели, ке се направи, како се видеше тоа. Кој е тој? Ово не е тој човек? Не, дай да сака мене на запозна, а нормално изгледа, не? Гарант, на жена му мајката таштата дома вика, машки, цел ден со чашката. Аха, или жена му дома му збори. Значи, вака не иде, секој ден си пиен. Ако не е пиен, он мора да е цугнат. И сигурно вака малце разговара. Чекај, не го гледам од ступче. Така малце е благо насмејан, така. Здраво, кажи се. Што се дешава? Супер. Така да денеска ние сме дегустатори на вино. Знам дека после третата чаша веќе дистанца не последи. Дистанците се нарушени. Само едно многу битно. Не дай Боже у понеделник некој да е позитивен, бар пак знаеш тачно од кај ти е. И ние ќе си се собереме утикнеш у изолација. Го кажа, колку е сега изолација? 7-10 дена, колку? 10 дена тука, замисли. Така да хухајте си, кашлете си, у понеделник пасме си одекна кластерче, се тестираме на вет, пак е си 10 дена вака, замисли. Да трпите мене 10 дена. Сега,
Спонзорите веќе ви спомнав, Триглав Авто Македонија, Веро, Евролаб International Group, Хотел Лазар Штип, Лимак, Хотел Лимак Скопје, Пивара Скопје, Скопско Екстра, Триглав осигурување, Печатница Беко, Оранж, Хололеа и AWT или АВТ. Ги поздравуваме, уште еднаш ви спомнувам дека треба и можете да донирате за СОС Детско село, со тоа добивате вредни подароци од Триглав Авто Македонија и од, само малку да не грешам некој, само малку, Триглав Авто Македонија, Евролаб International Group и Скопје Лимак Хотел, кој што доделува викенд за двајца, со дорошик и спа третман, со кој кидете, вие одличете си. Сега вашето внимание, знам дека ќе биде купено со следната звезда која што ни доаѓа денеска, само да видам дали се подготвени. Двете раце горе, ги удираме една од друга, тоа се вика аплауз. Специјалниот гостин, главното изненадување, а веќе најавено за денеска, драги мои, потикваш само за вас, Мина Батрич! Пијана женско мато разговаја. Ти ще ме ти кажа. Ти си сме. Ево вино. Едно вино. А зашто снимате ставите се после овие представници на мобилни, не да разберам? Зашто се правите како да сте јапанци на одмор? Јапанци, ја мислам дека они одмор немаат доживеено, веќе само дома слики прегледуваат и клипови. Дојде да се... Живе, баца, живете. И знаете ли што ми е најсмешно на свет? Вака, добра забава, добра пијанка, што се рекла по наши, машко, кој ќе тргне на кај тоалет и се прави дека е трезен. Тој момент најмногу се тргне да се... Фокусирано во една точка, гледам, само да не ме приметат дека сум малко црнат. Малце има едно високо одење, значи. Ајде да видам сега кој ќе треба да видам. Иако, вино, младо вино, но ми е драго дека се тука собрани за таа тема. Кај нас се снимат реклами за вино, да се вахне вино, да се е некоја романтика у тие реклами, се е пушника, пармезанче, кашкавалче вино. Зашто ли се снима реклама кај нас, тоа што е реално за кај нас? Вино, сега 20 долари пијани и битват политики. Брате, и става Кока-Кола у црвено вино. Кај нас се знае, у црвено вино се става Кока-Кола, у бело вино, како се дели белото вино, не на сорти, бело вино се дели на дали едноставно кисела вода и има, а овие што се со емпатија према виното, вика, брат, ова вино белото да оставаш кисела вода, толку е добро, а ова друго, ова не може за кисела вода. Имам другар кој што за лошо вино вика, што пие тоа балсамико. Денеска не се на балсамико, денеска се на вино. И до сега не съм добро се поменувам по вашите лица, по вашите... Не. Како ми се, виното збори од мене. Тоа е најдобра алиби да му кажеш на директорот све што се му слизали. Виното збори од мене. Трика, извини, ама ти да се носиш из трика, али извини, виното збори од мене. Стварно извинивате. Имаме неколку награди, дали помина денечињата од СОС Детско село за